почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитуван заменик министер Зоран Димитровски, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес пред нас е точка на дневен ред предлог на стратегија за рамномерен регионален развој на Република Македонија 2020-2030 година. При изработката на ваков тип на студии влезни параметри се многу податоци, но генерално основни податоци се два. Тоа се демографските податоци и по два тоа се економско-финансиските податоци. Покрај овие два основни влезни податоци имаме податоци за географски, социјални податоци, образовни податоци, здравствени податоци, инфраструктура, енергетика, животна средина, култура, спорт и рекреација, противпожарна заштита и така натаму и така натаму. Значи тоа е една широка лепеза на податоци кои треба да ги меѓу себе вкрстите, одработите за да добиете релевантни податоци. За жал, во моментот на изработката на студијата ни недостасуват квалитетни податоци за демографските податоци, односно за состојбата со населението во Република Македонија и тоа посебно во делот на резидентните населени и просторното разместување на тие граѓани во Република Македонија, затоа што тие граѓани реално влијаат и користат бенефитите од рамномерниот регионален развој. Тоа не случајно изготвувачот на оваа стратегија го увидел и на страна 10 пишува, цитирам, во наредниот период од 2 години се очекува да се надминат двете главни ограничувања на квалитетот на излезните податоци на стратегијата, а тоа се пописот на населението и становите и кризата COVID-19. За жал, сосема е разбирливо дека при изработката на студија користени се податоци од пописот 2002 година и сега колку и да сакате вие да тие податоци ги коригирате, иако можеби имате алатки, бројот на резидентно население може да го добиете ако од таа бројка ги додадете бројот на новородените луѓе во Република Македонија, ги одземате бројот на починати и ги одземете бројот на иселените и вие ќе добиете бројката на резидентни граѓани во Република Македонија, но имате еден проблем. Тоа ви е неофицијален податок и никогаш не можете да манипулирате во вакви студии со таков неофицијален податок. Затоа и при изработката на оваа студија останува податокот дека во државата има 2.076.694 жители, затоа што само тој е официјален број на граѓани во Република Македонија. Во вакви околности, кога знаеме дека состојбата е нешто сосема различно, ние изработуваме стратегија која е обременета со прашалници. Дали е тоа реалниот број со кој треба да манипулираме при изработката на еден ваков сериозен документ. Од тука секој податок во стратегијата може да биде оспоруван и да добиеме податоци, односно насоки кои наместо да го решат проблемот, можат дополнително да создадат проблеми во рамномерниот регионален развој. Ќе ви кажам еден пример. Пред неколку денови на национална телевизија имаше прилог во Пелагонскиот регион имаме двојно повеќе починати отколку што родени деца. Не ја подценувам COVID-19 пандемијата, меѓутоа проблемот сите знаеме што е. Старите луѓе се тука и тука умираат, за разлика од тоа младите одат по белиот свет и нашите дечиња, новороденчиња се раѓаат како италијанци, како германчиња, американчиња и така натаму. И ние немаме контрола на тој процес. Тоа е сериозен проблем кој ќе ни ги обременува сите понатовошни стратегии во иднина. Во иднина мораме да се надминеме самите себе и да направиме попис во кој ќе добиеме официјален податок за резидентните граѓани во Република Македонија. За жал, со законот по кој вие почнавте попис во време на пандемија COVID-19, нема да добиеме таков податок. Доколку го отворите податокот, ќе видите дека јасно е дефинирано во самиот закон дека со пописот се подпишуваат граѓани на Република Македонија
кои имаат единствен матичен број на граѓаните, односно имаат македонско државјанство. Тоа е неупотреблива бројка за ваков тип на стратегии, затоа што знаеме сите од податоците на матичната книга, во Република Македонија има издадено активни 2,4 до 2,5 милиони државјанства. Додека според некои повторно неофицијални анализи, меѓу кои директорот на Завод за статистика тврди дека во државата нема повеќе од 1,5 до 1,6 милиони граѓани. Тоа е сериозна разлика. Колку и да сакаме да ги доближиме тие две бројки, повторно ќе добиеме нешто што нема да биде употребливо. Тајната бројка секако ќе биде преголема и далеко од тоа што ние го велиме дека е резидентно присутно население во Република Македонија. Затоа на овој проблем треба сериозно да се работи, за да добиеме официјален податок колку резидентни имаме во државата. Покрај овој сериозен проблем, и самиот представник од владата спомна дека имаме и други проблеми, политиката на владата во 2020 година од планираните 130 милиони евра за регионален развој, инвестирани се само 7 милиони евра. Тоа ви е не повеќе од 5-6%. Премногу малку за да можеме реално да влијаеме на процесите на рамномерен регионален развој. Целосна подршка за Министерството и за излагачот, ова мора да се промени. Колку сакаме било што да се случи позитивно во државата. Покрај проблемот со пописот, имаме и други проблеми. Институционална блокада на процесите за регионален рамномерен развој. Под 1. Политизација на процесите. Предоминантна е во државата улогата на видни функционери. Предоминантно е лобирањето и остварувањето на бенефити за одредено место, регион и така натаму. Секојдневно сме сведоци на политизација на одредени настани и процеси. Според мојот длабоко убедување, катастрофална грешка во 2021 година е тоа што не изградивме аеродром во Штип и парите ги пренаменивме за чешми, паркчиња, бекатон плочки. Со што на целиот тој регион му ускративме една голема можност која тешко да се реализира во наредните 30-50 години. Проблем е и колку сакаме да негираме и етничкиот клуч. Решаваме проблеми на македонците, решаваме проблеми на албанците, на ромите, на турците. Ова не го трпи рамномерниот регионален развој. Може би еден од најголемите проблеми е развој на најразвиеното Скопје. Доле во Комисија за финансии и буџет на најразвиеното Скопје деновиве збориме за 70 милиони евра пари, кредит, кој треба да ги плаќа цела Македонија за сулут проект брз автобуски превоз. Значи 7 милиона евра за регионален развој, 70 милиони евра сега ќе издвоиме за Скопје. Со кој памет? Како ние после останатите градови да ги доближиме до Скопје? Сведоци сме дека 7 пати се реконструира плоштадот во Скопје. 15 пати се асфалтираат клучните булевари. И сакаме да збориме за рамномерен регионален развој. Ни оддалеку. Повторно продолжува истата пракса парите да се инвестираат во Скопје. За жал, досега никоја една влада немаше капацитет да ги промени овие работи. Ако сакате да не сгрешете, моја сугестија е да инвестирате во селата кои имаат потенцијал да опстанат и да инвестирате во планинскиот регион на Република Македонија, каде што имаме голем простор и голем потенцијал. Ве охрабрувам да се борите за овие работи, знам дека ги знаете. Во вашето експозе ги наведовте дел од проблемите, меѓутоа далеку сме од рамномерен регионален развој. Благодарам.